Во ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз се поинтензивната дебата за кинеското влијание во Европа, како во земјите на Европската Унија, така и во земјите кои се стремат да и се приклучат, односно Црна Гора, Србија, Македонија и Албанија. Додека Кина го проширува својот економски дострел под амбициозната иницијатива Еден појас, еден пат, сиромашните земји од Азија, Африка и Европа добиваат атрактивни кинески заеми за инфраструктурни проекти. Некои како Шри-Ланка и Монголија подклекнаа под долгот и се повеќе се подпираат врз Пекинг. Црна Гора е меѓу првите земји во Европа која се најде во оваа позиција со патното поврзување меѓу пристаништето Бар на Црногорскиот брег на Јадранското море со Србија. На врвовите на високите бетонски столбови во црногорскиот живописен кањон Мурача, голем број кинески работници градат најсовремен автопат низ некои од најгрубите терени во Јужна Европа. Владата за оваа делница во должина од 165 километри со многу мостови и тунели вели дека е градба на векот и пат до модерниот свет. Но откако заврши првиот дел од 40 километри низ планините северно од Подгорица, владата се соочи со тежок избор. Кинескиот заем за првата фаза го зголеми долгот на Црна Гора и ја принуди владата да ги покачи даноците, делумно да ги замрзне платите во јавниот сектор и да им стави крај на субвенциите за мајките. И покрај овие мерки, долгот на Црна Гора се очекува годинава да достигне 80% од бруто домашниот производ. А Меѓународниот монетарен фонд оцени дека земјата не може да си дозволи да зема повеќе долгови за да го заврши овој амбициозен проект. Владата се надева дека автопатот ќе даде економски потик за недоволно развиениот северен дел на земјата, ќе зајакне трговијата со Србија и ќе подобри безбедноста на патиштата. Но сомневањата за автопатот се појавија по две студии кои покажа дека не е економски одржлив. МАНС, телото за борба против корупција финансирано од Европската Унија, ја притиска владата да им обезбеди податоци. We have no doubt that the data that Ministry of Traffic used in order to justify the construction of the highway are fabricated. Црногорската влада пак негира дека манипулира со бројките и вели дека автопатот ќе донесе долгорочни економски и социјални бенефиции. Зорана Михајловиќ, заменик премиер на Србија, која гради дел од автопатот со кинеска помош за поврзување со Црногорскиот пат, е со сличен став. Не можемо речи баш да има такvu isplativost koja bi se finansirala, ali on strateški važan. Pravim paralelu zato što isto tako postoje određeni drugi projekti infrastrukturni koji možda tog trenutka nisu ekonomski isplativi, ali nam govore da u nekom vremenu će biti isplativi. Во текот на изминатата деценија, додека Европската Унија се бореше со економски кризи и го остави проширувањето за други времиња, Русија и Турција почнаа да пополнуваат празнината во Западен Балкан. Во економскиот дел Кина е особено активна. Инвестициите на Кина во регионот изнесуваат повеќе од 6 милиарди евра. Србија, најголемата економија во регионот и долгогодишниот сојузник на Пекинг, добива лавовски дел. Црна Гора пак е привлечна за Кина поради многу причини. Меѓу другото, му дава на Пекинг порта за влез во Европа од Јадранското море, а блиските економски и политички врски со владата во Подгорица би можеле да бидат корисни за Кина ако Црна Гора стане членка на Европската Унија. Дритан Абазовиќ, шеф на опозицијската партија Акција за обединети реформи, вели дека е нормално економска моќ како Кина да бара улога во регионот, како и Европската Унија, САД и Русија. 1 billion of euros and the investigation which is biggest in history of this country to make it by the Chinese, to have the credits which is not so easy to be financed in the future from the country, make Chinese in very comfortable position in Montenegro. Во последните 5 години пак Кина влезе во групата од 10 најголеми трговски партнери на Македонија. Експертите велат дека Македонија е посебно интересна за Кина како една од појдовните точки за нејзино навлегување во Европа.
Во последните години има се поголем интерес за инвестирање од кинески компании во Македонија, исто како и во останатите држави од Западен Балкан. Видливо е дека во земјава кинески инвестиции има во инфраструктурата, пред се во изградба на патишта. Од Сојузот на стопански комори посочуваат дека во последните 5 години Кина се позиционира меѓу 10 најголеми трговски партнери на Македонија од типо Германија, Велика Британија и Грција, кои се на првите 3 места. Кина е 7 земја со најголем обем на размена со државава. Трговската размена помеѓу Македонија и Кина расте. Збележи еден континуитет за раст и што е во наше задоволство, процентуално обемот на трговска размена се зголемува од 2016 кон 2017 година за извоз во Кина дури до 30%. Така да обемот во 2017 година достигна ниво на 506 милиони евра. Во Македонија пак најголем кинески проект е изградбата на автопатот на релацијата Кичево-Охрид, долг 60 на километри и во вредност од над 400 милиони евра. Но за да биде доизграден, сега се неопходни дополнителни кредити. Најголем градежен проект на Кина во Македонија преку заем од Ексим банката е изградбата на автопатот Кичево-Охрид во должина од 57 километри. Моментално сумата за изградба на автопатот изнесува 411 милиони евра, но се водат преговори меѓу Синохидро и владата за тоа колку дополнително кредит треба да се земе за да се заврши проектот. Аналитичарите укажуваат дека освен економски интерес во вложувањата на Кина во Македонија и балканските земји укажува и на политички интереси. Економскиот професор Ванчо Узунов вели дека Македонија е интересна за Кина како една од поедовните точки за незино навлегување во Европа. Секогаш има политички интереси, тоа не е спорно. Меѓутоа, тука Македонија треба да гледа каде е нејзиниот економски интерес. Македонија е каменче во мозаикот, која ја гледате аспект на Кина. Светот е во глобализација, во процес на глобализација веќе 30-40 години. Во тој единствен економски простор, сите моćни држави гледат што подобро да се себе си позиционираат на различни пазари, по различни коридори, за различни производи или стратешки нивни битни дејности и грањи. Тоа го прави и Кина. Идејата е како да стигне побрзо до Европа. Осврнувајќи се на зголемениот интерес на Кина за вложување, економистите велат дека во минатото економијата на оваа земја била затворена и се развивала со сопствени средства, затоа што е огромен пазар, но и Кина сватила дека глобализацијата е важна и дека ќе мора да има меѓународно присуство. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со кинеските инвестиции на Балканот и можното кинеско влијание во регионот. Довидување.